Македонија повторно во фокусот на светската јавност, меѓутоа повторно темата лажни вести. Она информација која што вчера и тоа како најдена изненадување може да се каже на македонската јавност, а тоа е дека белгиец разоткрил македонска мрежа, поточно ако може така да се каже кумановска фабрика за произведување на лажни вести. Ова ќе биде предмет на дебата, ова тема во овој дел од отвореното студио 1. По тој повод, мои денешни гости се Илија Жупановски, советник на премиерот за дигитални комуникации и секако експерт во сферата на социјалните медиуми. Добар ден, поздрав до гледачите, благодарам за поканата. Така и секако Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Благодарам многу. Така, пред да започнеме со ова дебата, колегата Христијан Баневски подготви еден сумиран и одличен прилог на темава со повеќе информации за оние можеби гледачи што не се доволно информирани за што ќе разговараме. По ова ќе биде еден одличен влез во продолжение да го погледнеме, па ќе се вратиме назад во студиото со анализата. Потрагата по изворот на лажни вести онлайн повторно води до Македонија, но овој пат Велес не е градот од каде се пласираат неточни информации на интернет. Мартинс Хенк или белгискиот ловец на лажни вести, како што го нарекуваат медиумите, во текот на изминатава година успел да влезе во трагот на сосема друга мрежа на македонски граѓани кои заработуваат на овој начин. Еден од креаторите, Сладјан Бојковски, викан Цаго, е професионален војник. Трет пат се обратив до Министерството за правда да се информира за постапката. Добив одговор дека постапката е во тек, но се уште нема конкретен одговор од Косово за екстрадиција. Потврди Арама. Истражувањата на белгиецот откриваат дека мрежата на Бојковски со години веќе креира лажни вести со бомбастични наслови и содржини на интернет. Бизнисот го почнале со стории за мотори и содржина за возрастни, но тоа според Хенк не било доволно исплатливо. Па така Бојковски и неговите соработници се свртиле кон стории против исламот, разни теории на заговор, вести за наводно легализирање на педофилија и слично. Една лажна вест им носела по околу 100 евра дневно. Постапките на Бојковски, уште еден негов колега од Министерството за одбрана се приклучил кон мрежата. Програмерот Мартин Шенк од Белгија уште пред една година му влегол во трагата на Маријан Златановски, кој имал регистрирано страници за пласирање лажни вести. Тој за дел од медиумите веќе потврдил дека навистина работи во Министерството за одбрана на Македонија и е во брак со Марија Крстева, на чие име биле регистрирани фейк њуз сајтовите. Прашавме дали би сакал да го прокоментира фактот дека е чудно за службеник на неговата позиција да раководи со сајтови кои објавуваат расистички, невистинити и многу често незаконски копирани содржини за профит, но тој одби да даде изјава. Првично мислевме дека некој го злоупотребува неговиот идентитет, но се покажа дека вистината е многу поедноставна, но сепак доста изненадувачка. Објавија ловците од Белгија. Сепак ниту Бојковски, ниту Златановски не одговори на нашите повици и пораки испратени преку социјалните мрежи. Информациите за нивната мрежа станаа топ вести во европските медиуми викендов кога белгиецот на вебсајтот ги објави сознанијата до кои дошол по неколкумесечната потрага по македонските мрежи на лажни вести. За потсетување тие се прославија за време на председателската кампања во САД. Светските медиуми тогаш беа преплавени со стории за македонски тинејџери од Велес кои пишувале лажни вести, фокусирани на напади врз кандидатката Хилари Клинтон и Демократската партија. Обвинувањата беа насочени кон Русија, иако досега не се откри кој точно стои зад ова и дали станува збор за сериозна организацијска поставеност на бизнисот со лажни вести. Да, во овој последниот дел од прилогот остана богами многу прашања неодговорени со сите случувања за ширењето на лажните вести за велешаните, меѓутоа сега имаме нов град Куманово. Ќе започнам со вас, господине Жупановски. Владата пред известно време и нели официјално секако и министерствата надлежни најавија борба против лажните вести во Република Македонија, но еве имаме повторно ваков случај. Имавте ли можеби некои информации или вие фактички вчера со ова објавување прв пат дознавте дека постои ваква македонска мрежа? Да, така. Немаме дополнително информации и целата сторија проследивме преку медиумите денеска. Принцип, владата на Република Македонија будно ја следи темата со лажни вести и дезинформации од неколку аспекти. Прво сакам да се навратам еден чекор поназад и да кажам дека лажните вести, дезинформации не се нешто ново
и се глобален проблем во моментов. Постоеле од многу одамна низ историјата на светот и се повторувале во различни облици. Лажните вести како термин посебно добија популарност за време на претседателските избори во САД во 2016 година, но генерално гледано тие се дел од една поголема слика на дигитална пропаганда која што добива се поголем залет со популарноста на социјалните медиуми. Сите знаеме дека Македонија на неколку пати беше посочувана од светот, од BBC беше и од CNN дека е за време на претседателските избори била центар на креирањето на лажни вести. Исто така Марк Цукерберг, собственикот на Facebook, кажа дека имале податоци кои што посочуваат дека за време на изборите дел од IP адресите на пејџовите на Facebook кои што ширеле и креирале лажни вести доаѓале токму од тука од Македонија. И в принцип сите ги знаеме оние приказни дека луѓето од Велес, еве сега гледаме дека има и од Куманово, претпоставувам дека и од други градови, многу добро заработувале на тој начин што поседувале, биле собственици на веб страни и Facebook страни кои што ширеле лажни вести. Така да претпоставувам дека и ова дело е мотивирано од некаква трка за профит, од некаква заработувачка, и многу е жално кога ќе се слушне дека Македонија, својата земја е дел од некакви вакви штетни дејанија, и уште пожално е кога ќе се слушне дека некој кој што е вработен во државните институции правил ваков неморален и неетички бизнис со цел заработувачка, ширејќи лажни вести, и мајки го во предвид фактот дека лажните вести се нанесуваат огромна штета на јавниот интерес и пред се на перцепцијата на граѓаните за што тоа им се случува во општеството и околу нив. Така, Кордалов, да, споменавме, често си бил гостин во отвореното студио, па и по оваа тема, меѓутоа и по другите, но изненадува ли еве можеби овој нов момент со Кумановската фабрика за лажни вести? Па, не би рекол дека изненадува, бидејќи некако за жал навикнавме на терминот лажни вести не само на социјалните медиуми, туку и во препукувањето помеѓу партиите и на домашно и на регионално и на светско ниво. И едноставно тој термин лажни вести веќе го користиме за се што е лага. Меѓутоа секако е негативно и е лошо доколку се случуваат вакви работи, сведоци сме дека се случуваат, особено ширење на лажни вести каде што трагот многу често води до Македонија. Едно време ние можевме да бидеме сведоци дека многу екипи на светски сервиси од западот доаѓа во Велес, споредно со тоа колку што доаѓа во Охрид или во главниот град. Едноставно темата за лажните вести некако се прилепи меѓу другото и на Република Македонија. Меѓутоа многу е важно да кажеме дека, и би се сложил тука со Свилија, дека економскиот моментум или економскиот немоќ на граѓаните го прави она што се нарекува потрага по побрза заработувачки и повеќе пари. Многу често сме зборувале за темата и сакам уште еднаш пред јавноста да кажам дека помалку е тоа мит дека секој кој што работи онлайн, особено во ширење на лажни вести, е потенцијален милионер, милиардер и така натаму. Значи тоа е нешто кое што е многу тешко, тоа е нешто кое што бара многу труд, соочување со многу пречки. Тоа е нешто кое што во денешно време, особено по стегањето на обрачот од САД, од Велика Британија и генерално од светските западни законодавства, е нешто кое што се повеќе се забранува и се повеќе се контролира. Ние бевме сведоци дека собствениците на социјалните медиуми, законодавците, извршителите, извршната власт во САД, во Британија и така натаму беа оние кои што направија многу сослушувања, многу законски измени регулативи кои што водат кон тоа да бидеме што е можно побезбедни во интернет просторот и што да бидеме што е можно помалку таргет на лажните вести. Меѓутоа,
би бил должен да кажем уште едно за јавноста, тоа е дека лажните вести не се појавија со кампањата на председателот Трамп во САД или со Брекзитот во Британија. Тогаш се масовизира и се станавме свесни на глобално ниво колкава штета и колкав предизвик се за светските влади треба да се бори со нив и да се решаваат. Меѓутоа, лажните вести постоја многу порано во делот на она што се нарекува козметика, во она што се нарекува индустрија на фармација, како саплементи и слично, каде што веќе со години, речиси децена назад, можевме да најдеме разни потенцијални измами кои што водеа кон тоа на ширење лажни вести дека одреден препарат или одредена направа ќе води кон тоа да се подобри нечие здравје или се нешто биде подобро. И всушност тој рецепт на некој начин кога се исправа во другите дејности, некој реши или се создаде ситуација да се тестира и во политиката и се доведе во прашање можноста од злоупотреба на волјата на граѓаните. А секако волјата на граѓаните е неприкосновена и клучна кога станува збор за избори, за било какви референдумски зајаснувања и слично. Мора да се бориме не само како влади, не само како меѓународни организации, туку пред се како граѓани. Пред се тука е дигиталната писменост, тука е медиумската писменост, пред се тука се она што се нарекува подигање на свеста за тоа како да препознаеме една лажна вест, како да препознаеме една некредибилна вест. Да, тоа исто така сакав малку подолу да прокоментираме во разговорот, меѓутоа ја начнавте темата. Дали има некаков начин за таа дигитална писменост, како што ја нарече Кордалов, граѓаните или на општествено ниво да се разпознава што е лажна вест, што е оригинална вест? Постои ли некаков начин за граѓаните да можеби не целосно, меѓутоа во голема мера да разпознаваат? Постојат многу начини и многу механизми со кои што можеме да детектираме потенцијална лажна вест и ни требаат неколку емисии ако говориме на тоа како да препознаеме, меѓутоа знаете како клучното е да изградиме механизам и свест кај секој граѓанин, да ја проверува секоја содржина, да го проверува секој извор, да се проверува сето она што е застапено и едноставно да не се потпаѓа под она што се нарекува ексклузивност и она што се нарекува вест која што веднаш се лепи за ушите. Ова е динамично време. Ова е време во кое што ние како личности, небитно каде сме на планетата Земја, имаме само неколку секунди за да слушнеме или прочитаме или видиме нешто, дали е во традиционалните медиуми, дали е во интернет просторот. Ова е време во кое што имаме само неколку секунди за да можеме да процениме дали нешто не интересира или не. И токму затоа една од одликите на лажните вести е всушност онаа ексклузивна информација, на информација која што брзо се лепи и станува интересна да се продолжи да се чита понатаму или пак да се пренесува, шерува, отвара, со еден збор да се клика и да носи пари за оние што тоа го прават. Меѓутоа должни сме да кажеме дека тоа е една од битките кои што токму социјалните медиуми како Facebook, како Twitter, како Instagram, како Google ја прават, а тоа се многу правила и санкции за сите оние кои што ќе користат вакви типови на содржини со цел да допрат до што е можно повеќе публика. Бидејќи знаете како, дури да сте вие локален портал од земјава, кој што користи провокативни наслови кои што може да нанесат штета врз граѓаните, врз одделени групи и слично, исто придонесувате во она што се нарекува ширење за лажни вести. Може би не сте центар кој што сака да наштети пошироко, меѓутоа со самото тоа што вршите манипулација и вршите влијание врз свеста на луѓето да бидат цел на тие лажни вести, правите штета. И на крајот на гриштата целта и намерата ви е да заработите пари. Да, спомена и претходно Жупановски и нели констатирано е дека за волја на вистината ова е глобален проблем. Меѓутоа ние сме мала земја и ваквите информации за македонски мрежи за ширење лажни вести нели многу побрзо се шират и предизвикуваат внимание кај нас. Освен мотивот од финансиската причина, може ли некој дополнителен притисок или мотив да постои кај припадник на Арама да кажеме на ваков начин да сака да заработува? Дали според вас може да постои друга причина освен финансиската? Не знам, ја не би навлегувал во личниот мотив на припадникот на Арама, да предпоставиме дека е финансиската, пошто
Од сите истражувања кои што сме ги читале, тоа е една од главните причини на сите кои што биле вклучени во овој бизнис. Секако, ако збориме за дезинформации и лажни вести во Македонија или на локално ниво, по сите други земји, причините, тоест причините може да се движат во рамки на некакви политички причини, економски причини, во зависност од кои центри на моќ трга, тоест каде е изворот на дезинформацијата. Пошто у принцип изворот е еден, секако еден таа вест треба да ја пушти на социјалните медиуми. Социјалните медиуми не се креаторите на лажни вести, тоа се различни медиуми кои што како алатка за дистрибуција ги користат социјалните медиуми. Преку лажни профили најчесто тоа се прави како во по псевдоними, каде што не се знае кој е собственикот, некојаш тоа го прават и веб страни каде што нема импресум, регистрирали се негде далеку надвор од Македонија, не се знае кој е собственикот и многу е тешко да се утврди кој ја пласирал, кој ја пуштил прв лажната вест во јавноста. Некогаш, ако може само да дополнам, некој пат имате ситуација во која што одреден веб сайт, кој што е наменет за да шири лажни вести, користи веќе проширени лажни вести и прави сумирање од неколку извори и се повикува на вести кои што се исто така лажни, креирајќи една главна лажна вест. Меѓутоа креаторот вели јас ништо не излажав, ова се повикав ново извор, ова се повикав ново извор и покрај тоа што можеби бев свесен дека е тоа лага. Меѓутоа целта ми беше да привлечам што е можно повеќе конзументи, кликачи, како сакате, луѓе што ќе ја прочитаат веста и кои што ќе кликаат. Секој клик мене ми носи заработувачка. На почетокот тоа тргнува како лажна вест преку лажни профили, меѓутоа целта е тоа да биде веродостојно, бидејќи не можете вие да направите толку лажни профили за да заработите доволно, колку што ако го почнете на иницијален буст на лажни вести, потоа ви е целта вистински луѓе да ја прифатат таа вест, да поверуваат и да продолжат да ја шират. Дали да ја споделуваат, дали да испраќаат во приватни пораки, меѓутоа секој клик да отчукува, значи оној бројчаник да врти, да носи што е можно повеќе пари за креаторите на лажните вести. Интересен беше моментот во таа сторија што ја објави белгиецот, дека повеќе се осудувале барем нели кумановците во нашиот случај да ги постираат, односно да го прават ширењето на лажните вести најчесто на Твитер со оглед на тоа што пак негова констатација е дека засега мерките што Facebook ги прави всушност во овој однос давале некој одреден резултат и засега според неговите проценки добро Facebook се бори со креирањето на лажните профили. Може ли да се потврди ваквиот негов заклучок? Дали навистина Facebook многу подобро се справува во оваа битка со лажни вести, лажни профили, отколку да речеме Twitter? Да, може да се каже така. Сведоци бевме пред само една недела и со радост ги дочекавме вестите дека Facebook со нивната програма за инвестирање во медиумите на локално ниво ќе инвестира нови 300 милиони долари како еден од начините за борбата против дистрибуцијата на лажни вести. У принцип тоа е програма каде што ќе инвестираат, ќе обучуваат новинари локално како да проверуваат докази, извори, канали на дистрибуција пред да одлучат да ја објават некоја вест. Исто така од владата морам да споменам дека владата во борбата со лажни вести е во редовна комуникација со дел од овие компании. Facebook, од она што знаеме, во моментов бара локална лиценцирана агенција која што ќе им биде партнер во проверката на фактите. Ние знаеме пред неколку месеци минатата година
Facebook објави конкурс за да вработи човек од Македонија кој што го познава јазикот, бидејќи на нив им е многу потешко да се справуваат со лажните вести доколку не ја разбираат во целост содржината, но радува фактот што инвестираат во сите земји поединечно, за на еден начин да ги намалат или спречат дезинформациите. Исто така, преку оваа инвестиција, тоа што обелоденија Facebook е дека ќе инвестираат, ќе им помагаат на медиумите да заработуваат на друг начин на социјалните медиуми, тоест ќе се воведе опција за предплата, за да може да се следат објави, медиумски објави преку Facebook пејџови и на тој начин ќе им дадат начин како да заработуваат, да не мора да вадат наслови и текстови полни со сензационализам, кој што ќе ги донесе до кликови. Од друга страна, морам да констатирам дека Twitter нема обелоденето дека има некоја ваква силна програма, но за разлика од порано, стана многу почувствителни во бришењето на профили, доколку од повеќе луѓе се пријави дека некој профил шири омраза или крши нечии авторски права и така натаму, што не беше случај порано. Денеска многу полесно, доколку има пријави, се одлучуваат да го избришат целосно од мрежата. Исто така и Google лани обелодени дека ќе вложи неколку стотици милиони долари во борба со лажни вести. Откако заврши изборите во САД 2016, мислам дека во овие 1-2 години кои што помина беше на вистина тема секаде. Сите се крена на нозе. Европска комисија формира посебно тело кое што ги истражува феноменот на лажни вести во Европа, со тоа што сите знаеме дека се повторуваат на сите избори веќе, секаде низ Европа, така да на високо ниво е подигната алармот и сите се пробуваат на различни начини да се справат со оваа штетна појава. Да, еве, ако на почетокот ве прашав, односно нели беше најавено од страна на владата уште лани дека ќе има така поревност на борба, но реалното прашање, да, констатиравме дека е тешка таа борба, меѓутоа на еве конкретно сега ги знаеме податоците за Кумановската фабрика на лажни вести. И што од сега? Постои ли некаков механизам кој што може нели да изреагира, дали во однос на санкции, дали во однос слушнавме и од прилогот на колегата Баневски, лицата се недостапни, меѓутоа дали тоа се ќе остане само на тоа да било креирана фабрика, односно мрежа на ширење на лажни вести и останува прашањето да виси во воздух што потоа сега во моментов. Јасно. Јас ќе ви одговорам што конкретно владата прави во борбата со лажни вести. Ќе дојдеме конкретно да одговориме на ова, дали може конкретно за овој случај нешто да се преземе. Во принцип, владата со лажните вести се бори со концепт кој што е тотално спротивен на лажните вести. Тоест се труди што повеќе да пласира вистини во јавноста и што поголем број на информации и да ги отвори податоците од работата на државните институции. Значи, владата прави почести пресконференции, има редовни пресконференции, се објавуваат записници од седници на влада, се објавуваат различни документи поврзани со работењето на институциите на веб страните на институциите. Минатиот месец се отвори порталот за отворени податоци, каде што ќе се стимулираат институциите што повеќе да објавуваат податоци. Например, не може да се вадат лажни вести какви све трошоци прават министрите, доколку нивните трошоци се јавни. Доколку секој може да влезе и да види колку реално потрошиле.
во моментот се работи на систем кој што автоматизирано, да не мора да чекаме 6 месеци па да ги земаме податоците па да ги објавуваме. Говорам за алатката за отчетност, која што може да најдете на веб страната на влада. Се работи на систем каде што автоматизирано како што се трошат трошоците да излегуваат јавно. Министерство за финансии пред објавување, се чека на Законот за пристап до информација јавен карактер, пред објавување на алатка која што во живо ќе ги покажува со една недела доцнење, ќе покажува сите трошење на сите институции во државата и ќе се отворат податоците многу поназад од кога постојат финансиски записи во ERP софтверот на Министерството за финансии. И во принцип, што повеќе пласирање на вистина во јавноста, со имплементација на концептот на отворена влада, преку транспарентност и отчетност, институциите може да се борат со лажните вести. Кордалов Жупановски спомна добро во однос на владата. Јас би се согласила со она што претходно ти го спомена, дека тоа не е работа само на владата, туку и на општествено ниво. Дали ова е можеби еден добар чекор, прв за почеток со објавување на, како што ги нарекуваат, објективни, што повеќе вистините вести, но колку е тоа пак возможно и реално во справувањето со лажните вести? Колкава ќе биде волјата, толку ќе биде тоа возможно да се спроведи. Секако дека секоја транспарентност и отвореност или изложеност, како што се нарекува на владините институции, особено во делот на трошењето, најболното е позитивно. И се сложувам дека е многу важно, апсолутно важно, да разбереме дека колку повеќе пласираме вистините, кредибилни информации, толку повеќе го стеснуваме просторот кон она што се нарекуваат лажни вести. И се сложувам и секогаш истакнувам дека да, бројките кои што се случуваат на централна ниво, односно во рамки на владата, бројките кои што се во законодавната власт помеѓу пратениците на локалната самоуправа, кај градоначалниците и општините, говорат дека се тие многу поприсутни не само во традиционалните медиуми, а и во дебати и во гостување, туку и на социјалните медиуми. Неколку истражувања кои што ние правиме покажуваат постојан раст на што се нарекува користење на социјалните медиуми од страна на власта на централно и локално ниво. Тука вклучувам извршната и парламентарната. Меѓутоа, она што недостасува и кое што јас би апелирал и би посакал да се даде многу повеќе напори, тоа е во она што се нарекува професионализација на начинот на кој што секоја единка, секој градоначалник, секој пратеник, пратеничка, секој член на владиниот кабинет ќе ги користи и ќе комуницира со граѓаните. Во земја како Македонија, со 2 милиони формално жители, вие е многу лесно да изградите механизам со кој што ќе комуницирате со јавноста. И преку традиционалните медиуми, кои што се всушност јавноста, и преку социјалните медиуми, односно директно со граѓаните. Бидејќи сето тоа е поврзано. Ако вие комуницирате и се повеќе се изложувате и бидете транспарентни на социјалните медиуми, тој е материјал и за телевизиите, и за вестниците, и за радијата, тој е материјал и за секој граѓанин, меѓутоа тој е обврска на секој функционер, на секој политичар да стои за својот збор, да може многу помалку да манипулира. Меѓутоа ќе ве потсетам уште нешто што го зборевме на почетокот и се сложивме, а тоа е дека денеска имаме само неколку секунди да одредена вест ја ставиме во нашите глави. Денеска има океан, вселена на информации. И замислете секој од нас како граѓанин кој што седи на Facebook или на некој друг социјален медиум, излегува, едноставно во главата е многу тешко, една каша попара, народски кажано, да ги прими сите информации кои што стигнуваат. И затоа е тука исто така потребно да се проложи овие податоци што се кажуваат да се соџвакуваат на некој начин и да се пакуваат на разбирливо пакување, не на сензационалистичко, како што се прави со лажните вести, меѓутоа на начин на кој што многу лесно ќе останат во глава. И така ќе дојдеме до она и ќе се сложам целосно, повторно ќе речем, со Илија дека така ќе дојдеме до она што се нарекува што повеќе кредибилни информации во битката против лажните вести. Да, полека треба да го привршуваме разговоров. Како една завршна поента си, како ќе ве оставам да си кажете, меѓутоа кратко, она што повторно ќе се навратам од на почетокот. Можеби во овој конкретниот случај со Кумановската мрежа за ширење на лажни вести
една од точките најмногу што остави впечаток во јавноста е дека дотичната личност Бојковски е припадник на АРМА. Дали загрижува, споменавте вие Жупановски на почеток, меѓутоа еве конкретно. Дали загрижува моментот што сепак припадник на армијата на Република Македонија го правел тоа ширење веќе неколку години наназад на лажни вести. Од аспект на на кој начин тоа го правел, до какви податоци, дали може би злоупотребувал нели својата положба во армијата на Република Македонија, сервери, компјутери и се останато. Значи отвара многу прашања самото тоа што е припадник на армијата на Република Македонија. Јас само кратко, секако се надеваме дека АРМА ќе отвори внатрешна истрага и ќе го испита овој случај, дали тоа го правил за време на работното време, дали користил некакви ресурси и така натаму. Поготово, у принцип, штетно е ова за општеството и поготово луѓето кои што работат во државните институции треба да се борат против овие појави. Во моментов не постојат закони кај нас кои што може да избришат некаков пејдж или веб страна кој што шири лажни вести. СЕДУР не допира до ширење на говор на омраза и така натаму. Ево конкретно последниот нацрт законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвара можност за јактото да се казнува говорот на омраза и тоа ќе се следи и у принцип нема да се дозволува да се прави како што се правило до сега, а во борбата со лажни вести најдобра алатка е подигнување на степенот на писменост кај новинарите и секако кај граѓаните, да ги проверуваат изворите, да прават проценка на кредибилитетот и да бараат докази пред да заклучат дали тоа е вистина што го читаат или не. На вистината и новинарите не се имуни на тоа. Кордалов? Загрижува. Посебна тема е колку загрижува тоа што е работен на личност во државна администрација и платена со парите на граѓаните, меѓутоа еднакво загрижува кој тоа е да го прави. Мора да бидеме фер и да кажеме дека се прави тоа со желба за заработувачка. Тоа не е оправдување. Меѓутоа ако сакаме да се избориме со лажните вести и со овие процеси, мора да знаеме зошто се случуваат. Македонија е сиромашна земја. Луѓето, добар дел од луѓето се во потрага и имаат потреба од брза заработувачка. Ако разбереме дека овој бизнис се прави за заработувачка, тогаш мораме да го поставиме сите ние прашањето, не влада, не сите заедно. Како да направиме кредибилните медиуми, кредибилните вести да испливуваат повеќе на површина? Како да направиме и сите да бидеме партнери? И затоа е тука важна улогата на владата во давањето на информации кон традиционалните медиуми, затоа што така им помага да бидат ексклузивни и први. Затоа што ако медиумите, новинарите ги имаат сите информации, сите вести, секој пат ќе спакуваат многу подобар производ од некој кој што тоа ќе го направи на социјален медиум како ексклузивен сензационален статус. Значи ако земеме предвид дека за да функционира еден традиционален медиум, да земеме ТВ1 или било која телевизија, радио и печат, постои цела процедура на како се пакува, има новинари, сниматели, фотографии, цела екипа позади режи, да не редиме, независни регулаторни тела кои што следат работата, кои што мерат, значи е многу тешко и многу поголема одговорноста кај овие медиуми за да направат такви грешки. Така. Затоа е потребно да се биде партнер и да се помогне. Едноставно, кредибилната вест ќе ја победи некредибилната вест. Само ако се има партнерство и сите сили се вложат тука. Социјалните медиуми ни се партнери. Затоа што и самиот Facebook или Google или Twitter нема интерес да ги изгуби своите поддржувачи или луѓе кои што имаат профили, корисници. Не заборавајте дека со секоја афера со која се сочува на глобално ниво Facebook има пат на акциите од милиарди долари. Верувајте, нема интерес во
да не поддржи во овие напори. Така е, ова е секогаш широка тема, има многу што да се разговара, меѓутоа толку ни дозволува времето, можеби во некоја следна прилика. Јас најпрво ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и вашето гостување, а почитувани тука се одјавувам, ви посакувам убав остаток од вечерта и следува возење со вучи. Пријатно од мене.